Светскиот ден на книгата денеска се одбележа во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Ова е првата вест денеска, останатите содржини ги гледаме во продолжение. Градот Скопје се подготвува за одбележување на 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес. Пуштени во употреба 2 нови улици во Средно Куњари. Од четврток до сабота трети сајам за туризам во Скопје. Љубанци и Љуботен со квалитетно електрично напојување. Надлежните со апел да не се пали скара на отворено за 1 мај. По повод 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје, градот Скопје во координација со Универзална сала и бројни други институции ќе организираат неколку месечни активности под мотото Скопје се сеќава, кои ќе потсетат на немилиот настан со кој Скопје во тоа време стана центар на светот. Целта на овој проект е Скопје повторно да стане центар на светот, но овој пат град кој ќе биде перципиран како модерна, отворена, космополитска и хумана европска метропола. Ивана Митковска. Под мотото Скопје се сеќава по повод 50 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје ќе се реализираат неколку месечни активности кои повторно ќе ги обединат скопјани и ќе испратат позитивни пораки низ светот. Настанот ќе се одбележува во координација со Универзалната сала, а во организацијата ќе учествуваат повеќе од 40 организации и институции. Активностите ќе започнат идниот месец, а централната манифестација ќе се одржи на 26 јули. Градот Скопје во соработка со Министерството за надворешни работи, македонските амбасади во странство, Сдруженијата на македонци во одредени земји и избратимените градови, ќе изрази благодарност до сите оние хумани земји и граѓани кои помогнаа Скопје да се дигне од прашината. Целта на овој проект е Скопје повторно да стане центар на светот, но овој пат град кој ќе биде перципиран како модерна, отворена, космополитска и хумана европска метропола. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, упати апел изградбата на Скопје да не престане, туку да продолжиме да го градиме градот, за да не го изгуби чекорот со современите европски метрополи. Градот Скопје, под мотото Скопје се сеќава, сакаме да им дадеме почит и признање на сите оние кои што помогна во надминувањето на ова несреќа, воедно да се сеќаваме и на сето она што се случи во градот Скопје, на сите несреќи и човечки судбини, на мате добра кој што ги изгуби градот Скопје, ликот кој што го изгуби градот Скопје и практично со неколку месечни активности според програмата во која што учествуваат неколку институти градот Скопје, ќе се обидеме да се сетиме на сето она што се случуваше, да се сетиме на тој земјотрес кој што се 50 на години. Со креативна платформа Скопје ви се заблагодарува. Градот Скопје планира активности со кои ќе се заблагодари за хуманоста во минатото. Сите овие активности се спроведуваат со цел поттикнување на интересот за Скопје како инспиративна туристичка дестинација. Една од целите на проектот е да ги обедини скопјани, да ги инспирира да се вклучат во активностите и да поттикне нови идеи и активности со кои сите ќе се гордееме. Во дел од заедничките активности направивме на широка платформа каде што ќе учествуваат голем број на институции, невладени организации, здружени со заедничка програма да направиме едно одбележување на овој ден. Ова е отворен проект во кој може да се вклучат сите заинтересирани државни институции, приватни компании и невладени организации. Жителите од населеното место Средно Куњари денеска добија 2 нови улици во вкупна должина од 300 метри. Финансиските средства во висина од 2 милиони динари се обезбедени од буџетот на општина Петровец. Во населеното место Средно Куњари во општина Петровец денеска беа пуштени во употреба 2 улици поплочени со бекатон плочки. Улиците се во вкупна должина од 300 метри, а нивната изградба чини околу 2 милиони динари. Средствата за нивна изградба се обезбедени од буџетот на општината. Екипите деновиве активно работат на уште 5 улици во населеното место Петровец, Ржаничино и Долно Куњари. Нивната вкупна должина изнесува околу 2000 метри, а се очекува деновиве и во текот на следната недела да бидат пуштени во употреба и овие улици. Продолжуваме и понатака да работиме во наредниве 2 недели. Ќе имаме свечено пуштање на улици во населено место Петровец, дури 5 улици ќе пуштаме во Петровец.
После само тече дена значи ќе пуштаме една улица во Долно Конјари, една улица во Горно Конјари и една улица во населеното место Ражаничино. Пред извесен период со бекатон плочки беа поплочени и улиците на кои се вршеле градежни работи за изградба на првата фаза од изградбата на канализационата мрежа. Санацијата и реконструкцијата на улиците низ населените места ќе придонесе за полесно одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците од оваа општина. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски денеска ги промовираше протоколите за пристапување меѓу центрите за социјална работа и Сдруженијето на граѓани СОС Детско село Македонија. Протоколите представуваат алатка за координирано, систематско, ефикасно и ефективно постапување на сите професионални структури, кои ги третираат прашањата од оваа област, со јасна динамика, цел и дефинирани фази за реализација, како што се пријавување и евиденција, определување форма на заштита, подготовка за сместување. Основните принципи на кои се темели протоколот се најдобриот интерес за детето, право на детето на живот, опстанок и развој, право на детето на семејство, право на информираност на детето за сите состојби и действија кои го засегаат. По промоцијата на протоколите ќе следуваат обуки за вработените во установите кои се вклучени во овие активности или центрите за социјална работа, Заводот за социјални дејности и СОС Детско село. Во Метрополис арената од 25 до 27 овој месец ќе се одржи третиот саем на туризам Скопје Travel Market, каде ќе се промовираат домашни и странски атрактивни дестинации за одмор, релаксација и уживање, кои ги нудат туристичките агенции, хотели, ресторани, кампови, компании за патнички превоз, винарски визби и така натаму. Саемот ќе биде отворен од 11 до 19 часот, а влезницата ќе биде во износ од 50 денари. Томислав Атанасовски. Домашни и странски атрактивни дестинации за одмор, релаксација и уживање, промоција на туристички агенции, хотели, ресторани, кампови, компании за патнички превоз, потенцијални инвеститори во туристичката индустрија, авиокомпании за најчински комори, како и винарски визби, ќе бидат представени на саемот за туризам Скопје Travel Market, што ќе се одржи од 25 до 27 април. На саемот ќе има голема промоција на домашна и меѓународна туристичка понуда. Кога велиме домашна, значи на саемот ќе се представат околу 20 на поголеми туристички агенции од Република Македонија, 20 на хотели од Република Македонија, туроператори, угостителски објекти, опрема за хотели и ресторани. А во смисла на меѓународната туристичка понуда на саемот своје учество, значи покрај домашните дестинации ќе се представат и далечни дестинации преку земјите учеснички на саемот, а тоа се Турција, Унгарија, Албанија, Грција, Северен Кипар, Италија, Србија и Црна Гора, односно општина Тиват и 6 општини, тоа се Бар, Херцег-Нови и Будва. На Скопје Travel Market тур операторите учесници не само од регионот, туку и од Турција, Италија, Северен Кипар, Унгарија ќе имаат можност да остварат директни средби и да договорат евентуална соработка. На саемот за туризам ќе присуствуваат и оператори за верски туризам кои генерално ќе нудат аранжмани за одење на Аџилак. Изложбен простор ќе има и поддржувачот Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија. Предвидено е првиот ден традиционално да се одржи првенството на бармени, а следниот на 26 април туристичката агенција Савана ќе го промовира тренинг центарот чија цел е обука на туристички работници. Туристичките агенции веќе најавуваат попусти, но и можност на саемот да се прават резервации за велигденските празници и за предстојната летна сезона. Холандија, Австрија, Шведска, Италија и Русија се меѓу државите кои покажале најголем интерес за земјава. Имаме свој изложбен простор на саемот. Бидејќи туризмот како значајна стопанска гранка има суштествена улога во економскиот развој, од таа причина ние одлучивме нели секако да поддржиме зашто сме дел од таа фела. Поминавме 13 саеми на ниво на Европа, ова ни е малтене 14 саем. Успешно се испромовиравме, промовиравме Македонија. Издадовме брошури на 15 јазика. Во секоја земја во која што се појавивме, беше со брошура на тој јазик, на дадениот јазик. Повторно и овој пат на ниво на Македонија успешно ќе представиме самата Македонија пред другите земји учесници на саемот, пред туроператорите.
повторно со промотивни материјали кои што ги подготвивме. Скопје Travel Market ќе биде отворен од четврток до сабота од 11 до 19 часот во Метрополис Арената, а цената на влезницата е 50 денари. За групна посета на ученици и студенти билетот ќе чини 30 денари. Сајмот ќе го отвори министерот за економија Валјон Сарачини. Започна да се решава повеќе деценискиот проблем на Љубанци и Љуботен кога е во прашање електричната енергија. Деновиве започна ископот и поставувањето на нов електричен кабел со кој ќе се подобри квалитетот на напојувањето на електрична енергија на овие две населени места. Андријана Димитриевска. Деновиве во општина Бутел, долж патот за Љуботен, започна ископот и поставувањето на нов електричен кабел со кој ќе се подобри квалитетот во напојувањето со електричната енергија на населените места Љуботен и Љубанци. Инаку станува збор за заеднички проект на општината и Евана, со кој се решава повеќе деценискиот проблем на овие две населени места, кога е во прашање електричната енергија. Претходно мораше да се надминат проблемите во населените места село Радишани, Свети Наум и Жегроец, како предуслов за квалитетно електрично напојување и на двете населени места Љубанци и Љуботен. Целата година на некој начин, посебно во оние временски периоди кога имаме недобро напојување со електрична енергија, чести прекини и падови во напонскиот напон, затоа се граѓаните од Љуботен, од Љубанци се жалеа и овој проект во соработка со Евана Скопје, Евана Македонија успеаме да го наметнеме како приоритетен, како битен и мене ми е драго што на почетокот на третиот мандат започнувам со една убава работа да решаваме еден проблем кој постојано ги мачеше граѓаните во овие населени места. Вкупната должина на новата кабелска електрична мрежа изнесува 9 километри. Латиновски нагласи дека како и во претходните два мандати, така и во третиот, тој ќе продолжи да ги решава проблемите и потребите на граѓаните. Третиот мандат ќе бидам уште поупорен во реализирањето на новите проекти на подобрување на севкупното живење на граѓаните на територијата на општина Бутел, бидејќи само така ќе ги оправдам масовните гласови кои ги дадоа 90% од граѓаните на општина Бутел за мене, потенцира градоначалникот Латиновски. Казната за палење оган на отворено изнесува 50 евра. Надлежните уверуваат дека оваа година ќе бидат построги во спроведување на Законот за јавна чистота без оглед на долгогодишната традиција за распалување скара на 1 мај. Елизабета Дамјановска. Во пресрет на 1 мај, денот на работничките права, или во нашето општество попознат како денот на скарата и излетничките прошетки, јавното предпријатие Паркови и Зеленило излезе со предупредување до граѓаните. Тие апелираат до граѓаните, а воедно и ги потсетуваат за забраната која се однесува на разгорување скари на излетничките места. Сепак, познавајќи ги навиките на нашите сограѓани, веруваме дека и покрај сите апели, Скопје на 1 мај ќе мириса на разгорена скара. Доколку сепак се одлучите неработниот ден посветен на работничките права да го поминете во природа, со друштво и скара, тогаш никако не заборавајте да ги изгаснете до горчињата и секако не оставете ѓубре зад себе. Ние поставуваме канти и корпи за фрлање на отпадоците. Поставуваме табли на кои пишува дека е забрането фрлање отпадоци и палење оган. Но за жал, ние најчесто ги санираме последиците по големата посетеност со изнесување тони отпад. Како и секоја година, за 1 мај и за великденските празници, ќе имаме редовни чувари, но и наши дежурни вработени на секоја од излетничките места, изјавуваат од Паркови и Зеленило. Законот за јавна чистота важи за сите денови од годината, без разлика дали станува збор за празник или не, а казната за палење оган изнесува 50 евра. И ве што ќе гледате понатаму во урбаните вести. Спорт. Денеска и утре се играат првите полуфинални средби во Лигата на фудбалските шампиони. Актуел, Калиопи започна со промоција на најновиот албум Мелем. Денеска и утре се играат првите полуфинални средби во Лигата на фудбалските шампиони, а вечерва играат Бајерн Мюнхен и Барселона. Веднаш по рекламите ги гледате и спортските вести.